Македонската влада отвори важен реформски процес за евроинтеграциите на земјата. Реформите се потребни за подобрување на условите за живот на граѓаните, истакнаа денеска на заедничка пресконференција премиерот Зоран Заев и еврокомесарот за соседска политика и проширување на Европската унија Јоханес Хан, кој претходно присуствуваше на владина седница. Заев изјави дека владата отворила важен процес за евроатлантските интеграции на Македонија и ново поглавје за еднината на земјата. Тој истакна дека прецизирале работен документ за идните реформски приоритети, а целта е, како што рече, добивањето на позитивна препорака во извештајот за напредокот на Македонија и препорака за почеток на преговори со ЕУ. Исто така, според него, владата работи на акцијски план наречен Патоказ, во кој се сочинети реформите кои треба да се спроведат во неколку клучни области. Станува збор за предвидени реформи во клучни области: владење на правото, професионални државни институции, независни регулаторни тела, слободни медиуми, што произлегуваат од договорот од Пржино, забелешките на експертската група на Европската комисија предводена од Рајнхард Прибе, рамковниот договор, извештаите на Европската комисија за напредокот на Македонија и извештаите на други институции и организации. Еврокомесарот Јоханес Хан порача дека е важно земјата да се сконцентрира на задачите кои предстојат и оти сите одговорни актери во општеството мора да се фокусираат на она што е важно: создавање на модерно општество и држава која ќе работи во интерес на сите граѓани. Тој истакна дека сите лидери на политичките партии застапени во парламентот треба да имаат критичка и конструктивна улога, а политичката дебата да се одвива во парламентот, додавајќи дека спроведувањето на реформите се за подобрување на условите за живот на граѓаните. Тој ги поздрави и позитивните чекори кои се преземени со Бугарија и Грција. Би сакал да ги пофалам позитивните чекори кои што ги направивте вие и вашиот министер за надворешни работи со вашите колеги од Бугарија и Грција. Од суштинска важност е одново да се воспостават добрососедските односи, изјави Хан. Во однос на спорот со името, Заев истакна дека е уверен во градењето на пријателска атмосфера и доверба со што ќе се создадат минимум услови да се разговара отворено за прашањето. Хан пак нагласи дека тоа е прашање на кое треба да работат двете земји, а оти во интерес на Европската комисија е да дојдат во фаза на Македонија да ја дадат позитивна препорака и тоа е поврзано со потребниот напредок во спроведување на итните реформски приоритети.